поврзаноста на казните со сиромаштијата. Многу голем дел од овие казни можеме да ги поврзиме, да направиме многу директна врска со она што представува казнување на сиромашните заради тоа што се сиромашни. Например, се спомнува кај оној велосипедот, како беше на две тркала и слично, дека возачот на велосипед мора да има кацига. Сега, кацигата воопшто не е ефтина работа. Ако бараме од секој возач на велосипед да има кацига, тоа значи дека сите оние кои што не можат да си дозволат кацига, не можат да возат велосипед. Или сите оние закони кои што казнуваат, да речеме, доколку во одреден рок, 2 или 3 години, не биде доправена, доизградена фасадата на куќата. Ние знаеме дека, посебно во малите места, луѓето сами ги прават куќите. Цигла по цигла собираат, зидче по зидче го градат, прво доле, па карабина, па кров, и тоа се развлекува, затоа што многу зависи од она што го имаат како пари. Меѓутоа, тие ќе бидат казнети. Нема да бидат казнети оние кои што имаат пари, ќе си ги завршат за 2 месеци куќите и воопшто не мора да се грижат за овој тип на казнување. Значи, тоа е првиот елемент. Доколку ги гледате казните, малте некај 90% од нив може да се направи линк со сиромаштијата. Вториот елемент е она што веќе беше спомнато, а тоа е пререгулираноста. Таа не е само проблем за да знаеме кои се казните, за да можеме воопшто да ги идентификуваме можните казни, туку вообичаено води кон она што се вика можност за создавање на структурна дискриминација. Имено, кога има многу казни, кога има казнување за се и се што, по секој основ, ние не можеме да пресметаме, не можеме да добиеме податоци за тоа кој се казнува, а кој не се казнува. Тоа значи дека мене како единка можат 2 пати, 3 пати, 5 пати, 10 пати по најразлични основи да ме казнат, а мојот комшија, пријател, соработник може ниту еднаш да не го казнат. И јас не можам да се спротиставам на тоа. Тие ќе ми речат, па ти си сгрешил, си го прекршил законот, си го прекршил. Ич да не ти е гајле за комшијата. Така што многу проблематично станува воопшто бркањето на она што представува било политичка, било статусна, било семејна дискриминација, значи многу основи на дискриминацијата стануваат отворени. Третиот елемент, јас би го поврзала многу често со безмисленоста на забраните. Беше веќе спомнато. Значи, некои забрани навистина стануваат безсмислени. Да речеме, онаа забрана за кал на гумите. Во светот постои прекршок кој што зборува за кал на гумите, меѓутоа кај големи камиони и трактори. Заради тоа што тие можат такви големи парчиња на кал да донесат на коловозите, кои што можат да бидат опасни за сообраќајот, односно да доведат до сообраќајна несреќа. Никој никаде не зборува за кал на гумите на леките коли. Меѓутоа, оваа безсмисленост во законските решенија се случува токму заради отсуството на процедура во донесување на овие закони. Ниту една од овие промени не е донесена со партиципација на граѓаните. Ниту една од овие промени не го поминала регуларниот оној процес во кој што ќе се собираат мислењата на граѓаните, па потоа ќе се даде на експертско мислење, па ќе се води јавна расправа, ќе се видат кои се приоритетите кои што треба да бидат заштитени, кои се оние работи кои што на некаков друг начин можат да бидат заштитени. И четвртиот елемент на кој што јас би сакала многу да обрнам внимание, тоа е една многу интересна ситуација на потполна неодговорност на највисоко можно ниво, а преодговорност на најниско можно ниво. Значи, ние сме доведени во ситуација сите оние кои што се на високи функции, на највисоки места на власта, кои што всушност би требало да бидат одговорни за многу важни случувања во општеството и кои што многу често не викаат, како е оно израз, најодговорно тврдам. Така, во ниту еден момент да не бидат повикани на одговорност. Нема вистинските одговорности, нема санкции, нема процедура за изведување на одговорноста на високите функционери.
И сега што очекувам да се случи? Кога луѓето ќе видат дека оние кои што се многу високо на власт не се одговорни, нашето општество всушност ќе се претвори во општество на махери, односно луѓе кои што се обидуваат да го заобиколат законот. Меѓутоа, кога ќе почне заобиколувањето на законот, се заобиколуваат и безсмислените работи, и оние несоодветни решенија, меѓутоа се заобиколуваат и оние кои што се потребни. Значи, прекршоци кои што имаат навистина логика и кои што ги регулираат односите меѓу луѓето. Во таков еден хаос, прво се очекува зголемен број на прекршувања на законот, меѓутоа, од друга страна, секое зголемување на бројот на прекршување на законот значи и повеќе конфликти меѓу луѓето. И тогаш влегуваме во еден затворен круг на градење на полициска држава, каде што ќе ни требаат многу полицајци за да водат многу сметка за овие луѓе кои што ги прекршуваат законите. Она што во светот се прави, посебно кога станува збор за ваков вид на прекршување на законите, за минорни дела и слично, се два правци на развој. Прво, многу опомени. Значи, пред воопшто да се почне со казнување, пред воопшто некому да му падне на памет парична, да не зборуваме за затворска казна и слично, се оди со опоменување на оние кои што го прекршиле законот. Меѓутоа, она што најмногу се развива сега во светот, тоа е стимулирање на луѓето на одредено постапување. Доколку сакаме луѓето да ги завршат фасадите, државата дава стимулација и вика во наредните 3 години сите оние кои што се потребни материјали, даноци и слично ќе бидат сведени на минимум и сите оние кои што ќе ги затворат фасадите всушност ќе бидат привилегирани на тој начин. Значи стимулацијата е начинот на кој што луѓето се учат на одредено осмислено постапување, а не казнувањето.